Плодна е и неголема, позната по лебното жито, кое не само што во изобилство го дава, туку и по површините со жито под кој лежи пелагонија. Годинава дождот ги оштети земјоделците, но оние кои инвестирале во својот посев, оние кои прихранувале, штителе и чувале, добиле од 5 до 7 тони по хектар, зачудувачки многу. Во земјоделството се е важно, и нивата, и водата, и ораното, и семенскиот материјал, и ѓубривото, што велат ако сакаш, за да најдеш. Во рамките на активностите на Биспромет Агроцентар влегува и едукацијата и информирањето на земјоделците, со новите семиња, ѓубрива и совети, кога и како нештото треба да се направи. А сега година традиционално со фармерите се среќавате на вакви едукативни средби кај што ги презентирате нели производите кои им ги нудите. Оваа година тоа го правите нели со една српска и една хрватска фирма. Така, точно. Оваа година за прв пат соработуваме со фирмата AgriGenetics од Хрватска и промовираме нови сорти на пченица, високо приносни, со висок квалитет, сорти кои што се важат за подобрувачи на брашното, значи интересни за производителите и за мелничарите. И втората фирма, тоа беше од... Да, втората фирма е Еликсир Зорка, значи тоа е дел нели од групацијата Еликсир. На многу производители, значи нивните ѓубрива се најверојатно познати, скоро и да нема производител кој не ги користел. Неколку години со нив соработуваме, тие нели имаја пауза во производството и така. Исто имаше представники од Хемомак пестициди, кој што кажа збор 2 за заштитата и презентирае продукти во врска со заштитата на пченицата. Каков интересот на овие фармери, односно ги следат овие трендови кои им ги нудите преку Биспромет Агроцентар, сакат да имаат квалитетен род, добри приноси? Точно, да, фармерите голем е интересот, нели? Знаеме дека науката оди напред, цело време се произведуваат поприносни сорти, значи подобри ѓубрива, подобри препарати. Јасно дека интересот е голем, голема посетеност. Осем на ваквите едукативни средби или презентации, каде се може да добијат информации за се она што го нудите нели во вашата палита на производи? Значи за се можете да добијате информации за сите производи, они кои ги нудиме нормално во Биспромет, се наоѓа нели на Краварски пат, на излезот од Битола фирмата. Спремни сме да одговориме на сите оние прашања кои што производителите ги имаат во врска со овие производи. Климатските промени се факт кој влијае врз приносите, затоа внимателно треба да се избере семенскиот материјал. Експерти од Хрватска промовираат пченица креирана пред 15 години за денеска да биде адаптибилна. Србите пак во делот на ѓубрењето велат потребно и зависи најмногу од џебот на земјоделецот. Билката не кажува дека е гладна. Ако не ја храните ќе пожолти, па ќе се исуши, додека билката која е нахранета соодветно, тогаш таа шестократно ќе возврати. Добре дојавте во Битола, добре дојавте во Пелагонија, најголемата житница во Република Македонија. Какви се вашите информации за тоа колку е квалитетно лебното зрно од ова Пелагонија? Имам прилика веќе неколку пати да ги посетам парцелите на производителите и големиот комбинат кој се наоѓа во Битола и можам да кажам дека ова е една од атипичните години за овој регион. Во разговор со агрономи велат дека не се сеќаваат на толку дожд како ова 2014 година. Генерално овој крај има и посушни услови, што се одразува на пониските приноси. Но оваа година беше позитивна, така што земјоделските производители имаа и рекордни приноси, колку што слушнав, 5, 6, па и 7 тони по хектар. 5, 6, 7 па и више тона по хектар. Улогата на вештачките ѓубрива во приносите, во квалитетот на зрното. А какво е вашето искуство, барем она што го гледате на терен или пак ви ги пренесуваат искуствата, како се однесуваат овдека фармерите кон лебното жито? Оно што е интересантно
Она што е интересно е што земјоделците сваќаат дека транзицијата е во тек и дека во земјоделството тешко се живее, не само во Македонија, туку и во целиот регион. Точно дека ѓубривото е храна за растението и многу е тешко дека ако не внесете минерални ѓубрива, дека би очекувале профитабилни приноси. Односно, после жетвата да кажете, не се исплати да одгледувам некоја култура. Растението не може да каже дека е гладно, но го кажува тоа со симптоми од типот на жолти листи и слично. Но на крај тоа го покажува со ниските приноси. И секако производителот е разочаран. Семето мора да се купи и затоа производителите поради коров или различни болести прават некои третмани со пестициди, но често се штеди на ѓубриво заради финансиите. Но денес земјоделците разбираат дека внесот на ѓубриво помногу се враќа низ приносите. А кои болести ја напаѓаат пшеницата овдека во овој регион и што е она што вие им го нудите преку Биспромет Агроцентар на овдешните земјоделци? Нашата фабрика Еликсир Зорка од Шабац се занимава со минерални ѓубрива. Тоа се МПК 15, НПК 5, 16, 24 и МП 2020, некои азотни ѓубрива и имаме нова линија 6, 12, 24 и 6, 24, 12. Ние немаме пестициди. Таа го работат мултинационалните компании од Запад. Нашата фабрика е нов погон со француска технологија и дневно производство од 1000 тони. Првиот роден ден го прославивме во јуни и пласиравме до сега минерални ѓубрива во 14 земји и со позитивен одговор на фермерите дека се задоволни од нашите производи. А фосфорот и азотот зошто се важни? Јас пробав преку оваа презентација и се заблагодарувам на добриот одзив. Мислам дека имаше преку 100 фармери. Да објаснам дека не е сеедно кој минерално ѓубриво го користите. Производителите често заради кризата во цел регион кој ние го покриваме се одлучиле да потрошат колку една вреќа, за да купат што поевтино. Но квалитетот на работата внатре дискутабилен. Она што ја карактеризира нашата фабрика е нивото на топење на фосфорот. А тоа е најквалитетната работа која треба да се гледа кај ѓубривата. Позади на секоја вреќа во декларацијата на производот пишува фосфор кој се топи во вода. Нашите минерални ѓубрива имаат топливост од минимум 90%, што значи 95 и 100 топливост фосфор. Некои други производители од регионот и западот продаваат ниво на топливост на фосфорот од 40 до 60, што значи влијанието на некои неискористени фосфори е дури 1/2 од целокупната количина. А на растението фосфорот им е неопходен за развој на системот на коренот во есен, за пченицата добро да се фати и покасно за развојот на зрното, за да се добие што погрупно и поквалитетно зрно. Ме прашувате за азотот. Јас дел од тоа кажа во самата презентација. Нашата фабрика има само едно азотно ѓубриво, кое се уште не е промовирано во Македонија. Но кај нас е доста популарно. Јас сега ги советувам производителите да не ги штедат тие 2 до 3 литри гориво и храната во пролет на пченицата да ја поделат во 2 етапи, на крајот на јануари и почетокот на февруари, а некаде во март. За пченицата и во текот на распоредот на вегетацијата има доволна количина на азот, а со тоа и квалитетен принос. Верувам дека и земјоделците се интересира со оглед на фактот што некој зимите во овој регион може да бидат многу студени со екстремно ниски температури. Каква пченица, односно како да ја заштитат пченицата, евентуално доколку имаме многу ниски температури, што е карактеристично за овој регион? Оно што е битно јесу рокови сетве. Она што е важно се роковите на сеење. Оваа година падна дожд, па пченката побавно се симнува. И производителите можат да сеат доколку не го симнат кочанот. Многу е битно дека првите топли денови кои ги најавуваат оваа недела се искористат да се симне кочанот зрното и да се расфрли ѓубрето и да се подготви парцелата. Пченицата има оптимален рок за да се сее во октомври. Некои постари датуми се 5 октомври, а на половина на ноември се последните термини за сеење. На пченицата во есен е потребно да израсне до фаза кога нема да биде ни преголема ни премала. Доколку има снег, таа целосно ќе помине зимата. А ако има температури од минус 20 степени,
Дел од листовите може да изумрат. А ако има пониски температури кои се уште не се најавени, може и целата да настрада. На пролет, кога ќе има сонце со азотното ѓубриво, сето тоа се враќа. Пченицата е трева и секогаш изненадува со својот раст. Соработката со БИС Промет Агроцентарот нели ја имате? Им гарантирате на оние кои ќе ги користат овие производи дека ќе имаат добар принос и секако нели полновчаник? Ние им советуваме на производителите во согласност со својот паричник да изберат квалитетни минерални ѓубрива. Ако треба и помалку да внесат по хектар, но да е квалитетно. Ние гарантираме дека она што е во вреќата е навистина во вреќата. Доколку има декларација 15-15-15, може да има само повеќе, но не и помалку. Ова е втора поред успешна сезона како соработуваме со земјоделскиот комбинат Пелагонија, а тие минатата ова сезона ги купија минералните ѓубрива на Елексир Зорка. Што се однесува за дистрибуцијата и малопродажбата на земјоделците со компанијата БИС Промет, имаме фантастична соработка и ќе ја продолжиме оваа есен. Ние им нудиме на производителите 25 килограми амбалажа. Тоа е доста популарно. Во вреќе од 25 килограми е 25 килограми декларирана стока. 25 килограма декларисане робе. Важно е земјоделецот да стави квалитетно ѓубриво во кое фосфорот е дури 95% растворлив во вода. Добре дојдовте во Пелагонија, една од најголемите житници во Република Македонија. Што знаете за овој крај и колку имаме квалитетно лебно зрно? Јас сам први пута овдje, иако сам могao biti ranije. Ja sam vam bio od 1986. do 1988. Јас сум прв пат овде, иако и порано можев да дојдам. Од 1986 до 1988 година бев градоначалник на Осијек, град кој со Битола, Земун, Бања Лука, Херцег Нови се збратимени градови. Сега се укажа приликата да дојдам тука, заедно со своите колеги, со нови видови на пченица. Сопственик сум на компанијата AgriGenetics од Осијек. Освен тоа, започнав да работам на генетика и опременување на пченицата на 1.3.1971 година, а на 1.3. оваа година се навршуваат 43 години, како јас се занимавам пченично зрно. Навршило се пуне 43 години како се ја бавим пшеницом и пшеница са мном. У то вриеме признато ми е све укупно. За тоа време мојата работа е призната насекаде во бивша Југославија, преку 101 вид на пченица. Најзначајни видови кои ги создадов се житарка, српанјка и новите видови кои се моја приватна собственост, кои во Битола ги презентирав и со кои тргнуваме во едно експериментално производство. Koje evo sam danas ovdje na neki način predstavio i sa kojima mi krećemo ovdje u jednu sjemensku i eksperimentalnu proizvodnju. Климатските промени го прават своето. Времето, почвата и цела состојба е променета, за разлика од порано, кога се засадува поинакви врсти на пченица. Сега имате нели ваша фабрика во Хрватска. Што е она што го нудите за земјоделците, особено од овој регион? Ja preporučam, mi moramo to priznati. Ние мора да признаеме, сакале или не, и кај нас и овде дојде до промена на климата. Тоа е факт. И токму новите видови кои не се создадени вчера, работата на нивата, создавањето и опременувањето започна пред 10 до 15 години. Селекционерот, освен што мора да биде научник, мора на некој начин да биде уметник и визионер. Мора да предвиди што ќе биде актуелно за следните 10 до 15 години, а не она што го имаме денеска. Мора предвиди шта ќе тоа biti актуелно за следејќи 10-15 година, а не оно што имамо данас. Меѓу овим сортама. Меѓу овие видови ќе ги напомена видовите Матеја, која е исклучително родна пченица, со многу добар пекарски квалитет. Пекарске квалитете, крушне квалитете, да кажем. Средно рана сорта, понатаму сортата Мија. Рана пченица, ниска, интензивна, многу квалитетна, со преку 30% глутен и преку 14% протеини, ја препорачувам сортата Викторија. Тоа е еден вистински подобрувач, која спаѓа во тој сегмент на исклучително квалитетни пченици, со протеини повеќе од 15% и глутен 34 до 36%. Тоа е еден прави побојшивач.
pravi poboljšivač koja spada u taj segment izuzetno kvalitetnih pšenica sa bjelančevinama, odnosno proteinima, kako god hoćete, više od 15% i glutenom 34 do 36%. Ali što je važno, Најважно е тоа што сите тие видови се со исклучително висок генетски потенцијал. Сите тие видови во Хрватска и тука се поплодни од нашите стандарди за признавање, а тоа се високоплодната сорта српанка, житарка, па дури и 10 до 15% поплодни од стандардните со вако висок квалитет. И уште нешто, минатата година кај нас беше доста специфична за пченицата. Јас тоа го истакнав и на нашата телевизија. Треба да се заборави што е можно побрзо, но треба да се извлечат поуки. Ние имавме напад на болести во регионот, но и во Кина и Африка и слично. Имавме напад на жолтоносна рѓа. На неа се сеќавам на почетокот на 70-тите години, кога почнав ова да го работам и сега повторно се појавува. Морам да кажам дека сите видови не се исти и не реагираат исто. И со задоволство можам да кажам дека овие сорти кои ви ги кажат Мија, Матеа, Викторија, се покажаа толерантни и отпорни на оваа болест, па и на други. Која сорта им ја препорачавте на пелагониските земјоделци, со оглед на фактот што оваа година Балканот, а особено и Македонија, е под влијание на влажно време, имаме заради дождовите голема влага во самата почва и стравот евентуален кај нив, доколку се случи да имаме мразеви во текот на зимскиот период. Sve ove su pšenice, što sam kazao, otporne na niske temperature. Otporne su, pokazala je to i ova godina koja je bila izuzetno vlažna na bolesti. Сите овие пченки се отпорни на ниски температури, отпорни се на болести, а морам да кажам и дека целата моја селективна работа беше насочена кон создавање на видови кои се отпорни на суша, затоа што е познато дека поголем дел од овие видови поднесуваат и суша, а се повеќе се такви видови во производството. Знано е да такве сорте podnose bolje i sušu i to je sve više takvih sorata u proizvodnji. И какви ќе бидат приносите по хектар? Приноси по хектару ових пшеница... Приносите по хектар на овие пченици се над 8 до 9 тони, па дури и 10 тони. Кај нас во Хрватска ќе видиме како ќе биде овдека. Затоа сум тука и во нормални услови на производство. Нема високо производство без одреден степен на агротехника. Мислам на употреба на декларирано семе. И морам да ги предупредам вашите производители. Немојте да користите сопствено семе. Та ние сме сега во Европската Унија и таму има категорија која се нарекува фармерско семе, но тоа треба да биде доработено, декларирано, стандардизирано. Може да се користи за површини за сопствена употреба, за површина до 5 хектари или 3 и не сме да се продава или разменува. Ние во Хрватска покажавме што значи фармерско семе на хрватски начин. Значи, certificirano, deklarirano, može se koristiti za površine samo za vlastite potrebe i to samo za površinu do 5 hektara ili 3, čini mi se, i ne smije se prodavati, razmjenjivati i tako dalje. Ние зедовме својата пченица, ја поставивме во шетва. Тоа е ризично затоа што приносите се помали, а друго може да дојде до појава на болест. Тоа е отровна, што значи немојте да го правите. Понатаму мора да се употребува одредено ниво на ѓубриво, со одредена заштита. Минатата година болестите беа тие кои го лимитираа приносот и оние кои имаа 2 или 3 третирања имаат висок принос. Нема без гнојидбе приноса i određenu razinu zaštite. Prošle godine zapravo bolesti su bile te koje su, kažem, limitirale prinos. I oni koji su imali 2 tretiranja, pa čak i 3 tretiranja, imali su odlične, čak i visoke. Vaše semenje ima 100% garancija za kvalitet. Биспромет Агроцентар е трговско друштво во приватна сопственост, формирано 1990 година. Визијата за развој им била фирмата да се подигне на ранг на еден регионален модерен агроцентар, кој ќе ги обслужува фармерите од Битолскиот, Преспанскиот и Прилепскиот регион.
Целта е постигната формиране агроцентар на површина од 13.000 метри квадратни, со магазински простор од 1.400 метри квадратни. Во склоп на Биспромет агроцентар работат неколку земјоделски аптеки во Пелагонискиот и Преспанскиот регион, во кои се врши промет на мало со семенски материјал, средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубрива и repроматеријали за земјоделците. Во земјоделските аптеки на терен работат високо образовани стручни лица, инженери и агрономи. Во агроцентарот наголемо се продаваат вештачки ѓубрива, семенски материјал, фолии за земјоделие и други repроматеријали. Нивното мото е со квалитет на времена достава, стручност до повисоки приноси и задоволни фармери.